Актуелната приказна за недостатокот на работна сила во Македонија и понатаму представува пречка во општеството. Согласно податоците од Државниот завод за статистика, најмногу работни места се бараат во усложните дејности и продажби, и тоа за 2543 места. Ваквата ситуација се должи на поголемото мигрирање надвор од границите, но и послабата заработувачка во државата. Дека ваквата ситуација е загрижувачка, сведочат и граѓаните на Штип. Пред камерите на М-нет телевизија вела дека Австрија, Германија, Италија и Хрватска се најпривлечените дестинации каде младите мигрираат. Ќе има, сигурна сум. Мојот внук е 4 години у Хрватска. Керка Милано иде у Хрватска, сега па 6 месеци ќе биде, па да кој ќе да си среде и свадба да си направи. А од тука што ќе земе, што работи од плата? На машина цел ден ќе шии ништо. Ќе земе 20.000, 25.000, тоа ли е пара? Ништо. Кој дека најде, нек си оде и нек се му се среќа. И те 2 години у хотел работели, тоа е. А внукот 4 години у Хрватска. Тука работи по овие хотели, што ќе заработи? Ништо. А таму што претежно работи? У хотели са. У хотел келнери таму работи. Пошто и моето дете е горе, а моето у Германија. Нема пари, сам е, ама за разлика од тука дечко останува некој динар. Ем сам, тука жена, деца, останува некој динар. А таму ако си штедеш, ќе запечалиш, ако не, нема. Земаат 10.000 евра за 5 месеца. А тука немам ни пензија, ни работа, ни ништо. И се да можам пак ќе одам. Пак ќе одам. 2 години пак ќе одам. Тука нема живот. Тука не те сметат како да си човек. Па Австрија, Хрватска и Германија. Таму ка има. Хрватска највише на морето, таму ка одат. Има ли што ќе се врнат или што ќе останат? Па седат 5-6 месеца, дојдат. Според податоците на Државниот завод за статистика, во второто тримесечие од 2024 година, стапката на слободни работни места изнесува 1,95%. Највисоката стапка на слободни работни места од 3,68% има секторот 3, објекти за сместување и сервисни дејности од храна, додека најмала е стапката на секторот на јавна управа и одбрана. Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,69%, додека Вардарскиот регион има највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2,55%.